ако немате намера да спроведете правда во Македонија. Не обвинувате дека ние сме платеници, дека ние сме шпиони. Јас ве уверувам, чест на одредени личности што се во владата. Меѓутоа, денеска во Македонија има кодоши како никогаш до сега. Ги има секаде, ги има по улици, ги има по кафичи, да не зборувам по јавните институции. Меѓутоа, ние нема да се предадеме. Сета среќа што оваа господа се родила во денешно време. Сетете се правеа закон за лустрација. Денеска ако има лустрација, овие сите треба да завршат во затвор за кодошење на македонскиот граѓанин. Сета среќа ќе повторам што овие се родиле во денешницата кога веќе имаме држава. Овие да беа родени ни ќе порано, ни ќе се случеше Илинденско востание, ни Крушевска република, ни Аслом, ни ќе пукнеше пушка во Пилипи Куманово. Сите ќе бевме издадени и оквалификувани како предавници. Не обвинуваат дека сме платеници, дека сме земале пари од Сорос. Јас ќе ви кажам сега нешто. Може би тука се представниците од Сорос. Кога гледам, земал господинот Иванов пари од Сорос. Земал некој амбасадор. Па си реков, дај и јас да побарам од Сорос пари. Може би ќе ме фати мајата и ја ќе станам некој председател на држава, министер, премиер или се уште како тие што сада. Меѓутоа не ми даде пари. Али тоа е. И уште нешто сакам да кажам на полицајците. Доаѓам од хотел Континентал. Таму има средба на независниот полициски синдикат и на професионалните војници. Верувајте ми, се згади од тоа што слушнав што кажаа полицајците. Во какви услови работат, какви се примањата и какви се нивните проблеми. Меѓутоа, сигурно може би има некој од овдека што е член на тој синдикат. Ве уверувам дека доаѓа времето кога полицаецот, кога војникот, кога обичниот граѓанин ќе си го добие заслуженото место во оваа држава. Не може да се затвараат професори, доктори на науки, а разни со фалсификувани дипломи да ни ја водат државата. И на крај, немој да ми замерите, знам дека овдека не има од разни политички партии, од разни националности. Меѓутоа, хајката што ја прават против левица, очигледно им бодеме во око. Од овдека ќе им пратам абер на режимот. Верувајте дека левица ќе биде таа која заедно со сите останати партии ќе ви го зададе последниот удар и конечно ќе замините во историјата на Македонија. Гледам секогаш го завршуваме говорот со нема правда, нема мир и не обвинуваат дека не ја сакаме Македонија. Ќе ве замолам вечерва со едно силно Македонија! 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 Да живее Македонија! Да живее шарената револуција!